Само што дојдовте на функцијата, веќе се случи судир со заменик министерот Диме Спасов. Кушлусот изби кога тој им се обрати на вработените да ви откажат послушност. Како стојат работите сега? Вие во петокот требаше да имате состанок, некаде околу 17 часот. Како стојат работите сега за да можеме да вратиме нели назад? Медиумите беа информирани околу сите прашања поврзани со така наречениот судир помеѓу мене и заменикот Диме Спасов, иако не би го квалификувала како класичен судир или како што некои медиуми го именуваа дека паднало првото вето, туку едно можеби недоразбирање или екскомуницирање или обструкција. Па не би рекла дека е обструкција, сакам да објаснам за јавноста дел од прашањата кои што остана да висат во воздух по однос на она известување што им го има пратено Диме Спасов на раководителите на сектори и раководители во Министерството за труд и социјална политика, во кое што ги повикува за неизвршување на нивните законски утврдени обврски, да одговорат на барања на министерот, повикувајќи се на наводно вклучување во работата на Министерството на лица кои што не се вработени во Министерството за труд и социјална политика, конкретно за Мила Царовска. Тука ќе ве прекинам, значи дали Мила Царовска е вработена во Министерството, дали таа е советник и дали таа ја прегледува електронската пошта, како што беше кажано, нели? Кој ја прегледува ако не го прави? Значи вака, согласно законот за влада кој што произлезе по договорот од Пражино, сите министри и дополнителни заменици министри според законот за административни службеници и законот за влада имаат право на ангажман на тројца кабинетски службеници од редот на вработените во министерствата и тројца дополнителни кабинетски советници кои што ќе бидат ангажирани од страна на министерот во форма која што е уредена со закон. Во таа насока Мила Царовска е еден од тројцата кабинетски службеници, како што ги информирав и медиумите изминативе денови, постапката за ангажирање на дополнителните двајца советници во кабинетот на министерот за труд и социјална политика е во тек. Меѓутоа сакам да истакнам следново, дека и Диме Спасов и сите заменици кои што доаѓаат и од редот на опозицијата и од редот на позицијата и министрите ги имаат истите права на ангажман на вакви лица. Тоа што заменикот Диме Спасов не одлучува да ангажира се уште кабинетски советници, тоа е прашање на кое што тој треба да одговори, меѓутоа тоа не значи дека има право да го спори ангажманот на кабинетски советници на министерот и на останатите кои што ќе го искористат тоа право дадено со закон. Во таа насока ангажманот на Мила Царовска не е никакво противзаконско ангажирање, туку напротив право кое што произлегува од закон. Дали таа ја прегледува електронската пошта од граѓаните или тоа го прави друго? Голем број на шпекулации произлегува и од самото име на Мила Царовска во делот на незиното ангажирање и обемот на работа што го има во кабинетот на министерот. Јас самкам да ги демантирам сите шпекулации кои што одат до таму да гледаме дека и провладените медиуми излегуваат со изјави на граѓани корисници на некаква социјална помош или било каква услуга од Министерството за труд и социјална политика, дека некое невработено лице ги прегледува нивните лични податоци, одговара на прашања на барања на граѓаните во управна постапка и слично. Значи сето тоа е невистина, затоа што ангажирано лице со решение, со сите формални аспекти запазени во Министерството за труд и социјална политика да одговара на прашања кои што стигаат на официјалната имейл адреса на Министерството за труд и социјална политика е Наташа Методиева, која што е вработена во Министерството за труд и социјална политика долги години и меѓу другото извршувала исти такви задачи и во претходниот период додека Диме Спасов бил министер. Во таа насока не станува збор за одлучување по прашања на граѓаните во управна постапка, туку
информативно упатување на граѓаните на посебни сектори или одговор на нивни дилеми или прашања за тоа како да постапат од страна на вработено лице. За таа цел, значи бидејќи излезе и се прошири шпекулацијата во медиумите, експресно реагираше Државниот управен инспекторат и јас во текот на изминатава недела имав инспекција во кабинетот. Инспекција ви беше пратена и вас, меѓутоа и вие побаравте инспекција. Што беше констатирано? Значи, бидејќи ова лебдеше во воздух како неразјаснето прашање на кое што се надоврзува голем број на шпекулации, се прошируваа сите шпекулации во однос на овие недоречени, да кажеме, работи во медиумите, управната инспекција постапи по анонимна представка на граѓаните, кое што соодветствуваше со написите во провладините медиуми за наводно ангажирање на Мила Царовска во овој дел на кабинетот и постапување во управна постапка. Ние на управната инспекција и ги доставивме сите документи, решенија, овластувања, изјави на овластените лица за комуникација со граѓаните преку официјалната имейл адреса, со што и формално се аргументираше она за кое што зборувам денеска, дека граѓаните немаат потреба да стравуваат, дека неовластени и невработени лица одговараат на нивните барања во управна постапка. Меѓутоа, може би за мене многу позначено, но и за граѓаните кои што користат услуги од Министерството за труд и социјална политика, беше барањето за постапување, што го упатив во писмена форма на лице место на инспекторите кои што беа дојдени во наменската инспекција од граѓаните, да постапат по утврдување на одговорноста за непостапување на секторот за социјална заштита во делот на одговор на повеќе од 1400 жалби на граѓаните во управна постапка заради укинатото право на социјална парична помош. За што станува збор? Имено од февруари 2015 година, кога со закон се воведе измената во Законот за социјална заштита и се нотираше дека заради брз трансфер на пари од странство на пари во висина од 70.000 денари, граѓаните го губат правото на социјална парична помош. По тој основ на повеќе од 1400 граѓани им е укинато правото на социјална парична помош. Станува збор за граѓани кои што припаѓаат на најранливата категорија на граѓани и живеат во сиромаштија. И лица со инвалидитет. Меѓутоа, Министерот за труд и социјална политика, во овој случај Диме Спасов, кој што по Закон за социјална заштита имал обврска да одговори во законски утврден рок на жалбите на граѓаните, не постапувал до ден денеска. Значи, сите тие жалби на кои што граѓаните очекувале одговор од министерот, биле ставени во фиока и не било постапено.